граѓаните сакаат да ги знаат точните причини за секое од дрвјата, зошто ќе ги немаме веќе, зошто толку многу од дрвјата одеднаш се болни, сушени, зошто не вираат ниту дрвјата во Скопје, дали треба и ние за нашиот живот посериозно да почнеме да се загрижуваме и зошто не биле одржувани до сега. Ако можеле да се спасат поголемиот број од нив, кога би биле одржувани, тоа би требало да се води низ годините, а не сега, одеднаш да останеме без половина парк. Тука сум за да ги дознам причините зошто над 113 дрвја се обележани за сеча и дали од некои од нив можат да бидат спасени со тоа што наместо да се исечат целосно ќе се кастрат, деловите, само оние делови или гранки кои се во опасност да паднат или кои се премногу суви. Ако навремено, пред 30 години, се преземело стручно одржување, за секој вид бара посебна нега, посебно знаење, посебност. Ако се преземело тодош, со кастриња, со заштити, ваква соштеда нема до. За нас е многу важно да не се дозволи по секоја цена да се исечат дрвја, зашто така е полесно. Исто така би сакале тука и да го проблематизираме воопшто одржувањето, негувањето на дрвјата. И тоа и го спомнавме веќе дека за нас е клучен аспект тоа, бидејќи тоа обезбедува дека некои од дрвјата може да се зачуваат. Не може би туку сигурно, значи кога ќе се забележи дека едно дрво почнува да појавува знаци на болест, доколку се интервенира рано, исто како и кај човекот, може да се спаси. Тие се некои аспекти кои ние во градот ги имаме покренато и дискутирано, дека паркови зеленило едноставно мора да функционира и во тој контекст за лечење, негување на дрвјата, не само кога треба веќе, кога нема што да се кастри или да се сече. Тоа значи дека дигитално веднаш ќе гледате дали едно дрво е вистина за сечење, ќе му се следи животниот век, ќе му се следи здравствениот статус и може многу лесно да се види дека ако тоа пред 2 месеца например не било дрво кое било опасно пред паѓање или болно и така натаму, не може сега да биде издадено решение за негово сечење, нели? Некој од дрвјата, професорот кој е присутен овде, призна дека може да се само да се скастрат, со тоа што во последните 5-6 години тоа би било одржливо, понатаму треба повторно да се кастри, но не сметаше дека тие се дрвја кои нели ќе имаат некој долгоживотен век, бидејќи веќе почнал некаков процес на угинување. Нашиот став на Зелен Куман град е секако дека не може едно децениско дрво да се замени со колку и да сакате нови млади, бидејќи тука секако има разлика во екосистемските услуги кои ги нудат, но кога едно дрво на вистина не може повеќе да продолжи да живее, секако е подобро да се замени со нови, како што каже и самиот професор. Тоа самото по себе е огромен чекор напред. Секако останува моментот и тоа сите ние го констатиравме и на почетокот на оваа обиколка дека едно вакво битно решение, кога велам битно е бидејќи самиот обем на бројот на дрвјата кои се планирани да се сечат и тие да се кастрат е голем,
е нешто што градот требало јавно да го комуницира со граѓаните во смисла на потсетување во медиумите, споделување информација.